Градот Банско е споен убавината и комфорот на старата и современата архитектура, а се наоѓа во подножието на величествениот Пирински масив на 160 км од Софија. Реконструкцијата на оваа калдрма во центарот на Банско е дел од програмата Добрососедство Македонија-Бугарија. Се наоѓаме на надморска височина од 1280 метри во хотелот Изворите во зимскиот ски центар Банско. Веќе добро знаете дека тоа е најатрактивниот зимски ски центар во Бугарија, со оглед на тоа што минатата година се одржи Балканското првенство во скијање за жени. Токму овде во Банско, а во моментов можете да забележите дека овде падна и првиот снег. Банско е споен убавината на Националниот парк Пирин, живописниот предел со луксузните хотели, современите скијачки патеки и жичарници. Сето ова го прави овој мал град во најпрестижен скијачки центар во Источна Европа. Љубителите на зимските спортови, а посебно на скијањето, овде можат да најдат патеки по сопствен вкус. Туристите се одлучуваат за Банско затоа што е најдолга сезона во Бугарија. Од декември до мај постојано вее снег и има постојано снежна покривка. Продолжувањето на скијачката сезона го овозможува и современата технологија, со која може да се одржуваат патеките до плюс 5 степени Целзиусови. При посетата на хотелите ќе бидете изненадени од забрзаниот туристички развој на Бугарија. Луксузни апартмани, спа-центри кои нудат одлични услови за ослободување од стресот и токсините. Базени. Покрај овие удобности на хотелското сместување во непосредна близина на хотелите, има зоолошки градини, тениски терени за љубителите на спортот и пред се Банско е вистинска воздушна бања. Во близина на Катарино се наоѓа голф теренот Пирин Golf and Country Club, кој е еден од најдобрите во Европа. Одлична забава за посетителите, поточно туристите кои доаѓаат во хотел Пирин Golf и Country Club, е токму овој голф терен што го гледате во позадина. Кои доаѓаат најчесто на овој голф терен да се забавуваат? Рекреативци или професионалци? Теренът е така изграден, че е подходящ и за професионални голфери, които имат удоволствието да покажат своите умения. Имаме много добре оборудвана голф академия, където всеки може да получи своя първи урок и да бъде въведен в играта голф. Вие споменавте дека на почетокот од октомври тука е одржан и надпреварот во голф, кој се зема учество, кој учествува и дали имаше македонци што учествува во надпреварот? Това беше кръг от държавното първенство за България и основно българи участваха в четвъртото държавно първенство по голф. А доаѓаат македонци рекреативно да играат? Да, разбира се. Те идват с цел инвестиция, забава, отмора и опознаване на играта голф.